Застани исправено. Диши мирно низ нос. Направи широк исчекор. Стави ги стапалата стабилно на под. Сврти го десното стапало 90 степени надесно. Левото стапало сврти го малку навнатре, 10 до 20 степени. Порамни ги петите. Петата на десното стапало нека биде во линија со средината на левото стапало. Рашири ги рацете во линија со рамената. Дланките надолу. Рамената надолу. Вратот долг. Активирај ги нозете. Десната нога е права. Не го заклучувај коленото наназад. Левата нога е права и активна. Притисни во надворешниот раб на левото стапало. Вдиши. Продолжи се нагоре преку темето. И издиши. Издолжи се надесно, како некој да те влече за десната рака. Движи се странично, не надолу. Кога веќе немаш простор да се продолжиш, навали го трупот. Испушти ја десната рака. Десната рака не мора да оди на под. Избери опција што ја чува формата. Постави ја десната рака на подколеница. Или на блок. Или на столче. Или на под, само ако трупот останува долг. Не се висиш на долната рака. Нозете ја носат позада. Крени ја левата рака нагоре. Раката е долга и активна. Отвори ги градите кон лево. Без да ги туркаш ребрата напред. Двете рамења нека бидат во една линија. Долното рамо далеку од уво. Активирај лесно стомак. Карлицата држи ја над линијата меѓу стапалата. Провери ја предната нога. Десното колено нека не паѓа нанапред. Провери ја задната нога. Левата нога нека остане силна. Сега вратот. Ако ти е удобно, погледни кон горната дланка. Ако вратот се стега, гледај напред. Ако губиш баланс, гледај во под пред десното стапало. Остани тука. 5 до 8 длабоки вдишувања. Со секое вдишување продолжи се. Со секое издишување отвори ги градите. Не оди подлабоко ако ја губиш формата. Сега излез. Вдиши. Притисни силно во двете стапала. Врати го трупот нагоре преку сила од нозете. Спушти ги рацете. Порамни ги стапалата. Одмори момент. Потоа повтори на другата страна. Кратки корекции. Ако се виткаш надолу за да допреш под, прво издолжи се странично. Потоа спушти. Ако градите се затвораат кон под, отвори ги градите кон страна. Ако долното рамо се качува кон уво, спушти во. Потпри се помалку на раката. Ако коленото се заклучува наназад, направи микросвиткување. Потоа активирај бут. Ако карлицата бега наназад, притисни и во предното и во задното стапало. Донеси ја карлицата над линијата меѓу стапалата. Крај.